Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што умам секогаш да кажам, демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски, а денеска ми е особена чест што на гости ќе ни биде еден, би рекол, амбасадор од кариера, првиот амбасадор македонец во Лондон. Господинот Ристо Никовски. Добар ден и чувствувате се како дома во ова наше студио. Добар ден. Кажете ми, јас секогаш умеам најнапред да запрашам дали ќе одиме на ти, дали на вие. Но ти нема проблеми. Така. Јас сум работел во Латинска Америка и со министер која зборуваш, денеска сте вие, како сте вама таму, вториот пат сте веќе на ти. И тоа е отпадиќи и нашиот менталитет. Така, значи и на нас не се вториот пат преска беше. Првиот пат таман можеме веќе. Така. Би сакал да започнем со првото прашање, нормално, а тоа би било за вашиот, мислам дека и ве немаат тоа прашано сега за сега, а тоа е околу вашиот животен пат. Вие сте започнале со економист во фабрика во Охрид, сака? Големата фабрика во Македонија. Така, од економист таму до дипломат од кариера, како беше вашиот животен пат, така? Видите, јас 4,5-5 години работев во Охис и почнав од референт и брзо станав шеф на маркетингот на Охис и можам да ви кажам дека правевме чуда, мали чуда во тој период. Кеве со еден пример ќе ви дадам, направивме наградна игра за детергентот Екстра Билјана, кој беше најдобар за рачно перење и првата награда никогаш нема да погодите што беше. Кило злато. Кило злато. Кило злато. И знаете што се случи? Наместенадеш? Не, ништо. Слушајте, тоа кога сум јас во игра нема местење. И знаете што се случи? Фабриката не успеа да стигне со испорака на детергент колку се бараше. Фабриката не успеа. Знаете, секој ден барам, немаме детергент, из цела Југославија. Така да тој дел. И после тоа конкурирав јас приватно сосема по никакви политички линии во државни сојузниот секретаријат за дворешни работи, ССИП на српски, на хрватски, ДСИП на македонски и бев примен. 400 и нешто кандидати имаше, од кои 100 беа селектирани и од нив само 10 примија. Јас бев втор на листата. Браво. Цела Југославија. Добро, во тоа време, ако смеам да заклучам вака од оваа дистанца, па и да немало, например, со врски тоа време горе-доле, затоа пред малку разговаравме, било и времето на дедо ми, немало, можело човек од село буквално да дојде и да успее. Да, тоа е социјализмот, видите. Нормално со школа, со докажување со се. Тоа е социјализмот, еднаквоста на луѓето, еднаквата шанса имате. Знаете, на запад, во капитализмот се и кај нас е така, може најталентирано дете да остане апсолутно неразвиено затоа што системот не му дава можност да биде селектирано, да биде извлечено, турнато, да разберете, да доди да прави кариера и да постигне нешто во интерес на сите нас. Така да во социјализмот таква шанса постоеше, сите бевме еднакви, разбирате, и таму имаше така политички манипулации и све, али во целина имаше еден систем чесен, вредносен, кога тој што вреди успеваше да се истакне, да дојде до израз и да постигне нешто. Имаме, например, се ви кажам, Ефтим Клетников е мој драг пријател, татко му бил неписмен. Разбирате, он стана број еден поет во Македонија, стана, така, по многу што личност, со неписмен родител. Во капитализмот такво нешто не е возможно. Значи, сметате дека, кадри попут вас денеска, и вие денеска не би се снашле, не би успеале. Видите, во ова време и денеска на има. врски. И денеска има, меѓутоа врските и посебено партиската припадност е клучна, разбирате. Вие е важно денеска, например, да бидете член на ВМРО кога се тие на власт, за да добиете нешто, а не да сте квалитет. Мислам, тоа и со квалитетот, меѓутоа ве лимитира тоа. Ако е некој од СДСМ моментално кога ВМРО е на власт, тој од СДСМ нема теоретски шанси нешто да направи. И обратно.
Разбирате? Така да, тоа е реалноста кога партиите доминираат, многу работи се ограничени и се ставени во одредени рамки кои имаат сериозни негативни последици. Амбасадоре, да ве запрашам, каде сгреши Македонија во Чекори или каде сгреши по осамостувањето и зошто нејзиниот пат беше бос по трње, така да кажам, за разлика од една Словенија која исто така според Бадентер беше спремна за држава, каде ние ја утнавме цела работа? Видите, ние во целина не ја Зборам утнавме. по Не ве разбирам. крајот на Југославија. Не ве разбирам, аз распадот на Југославија. Така. Разбирате, македонското прашање, некаде после создавањето на Југославија, нели така, после Втората светска војна и формирањето на македонската држава, официјално, македонското прашање беше ставено под маса. Меѓутоа, во моментот кога беше јасно дека југословенската криза води во распад на државата, македонското прашање експлодира. И знаете, тоа што ни се случуваше нас после распадот на Југославија, општо не беше случајно, и Грција беше само еден пион во раците на, конкретно кажам, на Соединените американски држави, каде нема осет, нема чувство, нема спремност да го да не прифатат нас. Мислам, тоа треба да расчистиме. Нашиот главен душман по македонски, нашиот главен противник во една еманципација македонска по распадот на Југославија и прифаќање на независна македонска држава беше главниот проблем беше во Вашингтон, разбирате. Знаете, ве прашувам заради тоа што е Вие може да добивате некоја американска помош, така да ова може да не ви одговара, ама тоа е реално. Не. Нас ни одговара само вистината тука. Не, ова е апсолутно токму вистина. и за тоа и ве повикав. Да. Вас така да нема нешто Да, такво. да. Многу ми е радост што сте вие тука и баше можам да кажам дека вие сте еден од дипломатите. Не сакам да ве навредам или нешто слично да се навредите. Не може да ме навредите да според сакате. мене Ако е вистина не навредува, ако не е вистина ќе според помалце. мене баш буквално со народски јазик често пати умеете да кажете, Тоа е мој стил. не е ништо завиткано Тоа е како мој што стил, прават да. дипломатите, иако вие сте дипломат од кариера, но вие сакате на некој по народски начин и секоја чест околу тоа, затоа и сакам да ве запрашам, зарем има некаква логична причина зошто Грција или Бугарија сега не го прават? Не. Грција Каде е цела работа? Грција и Бугарија се алатки во рацете на Вашингтон, некаде да се разбереме кога веќе беше јасно, кога тајните служби, нели така, имаа веќе своји аналитики кои го зборуваат дека Југославија е готова. Во 1988 година во август, значи 2 години отприлike пред распадот на Југославија, во Грција беше донесена нова административна поделба на државата, која првпат се користи името Македонија. Тогаш беа создадени регионите Централна Македонија со Солун главен град, Источна Македонија со Тракија и Западна Македонија. Првпат се почна да се користи официјално името Македонија. Зашо? Во август 1988 година. Значи да има фонд, основа, можност да се оспори нашето име. И тоа не е грчка политика. Од чиста мира, така. Видите, заблуди се, непознавање основни се, сите мислења и сваќања и убедувања дека нас не прекрсти Грција. Нас Грција не прекрсти. Но нели сад ни се пријатели? Молам? Нели Не, пријатели? видите, кој вика дека се пријатели. Тие, ако ги почнеме преговорите, мама ќе ни плача да извините на израз, разбирате. Значи, нас не прекрсти Грција, нас не прекрсти Вашингтон, Соединените американски држави. Нас не ни го спорува сега идентитетот името Софија. Тоа е американска политика. Отпочната некаде исто така во средината на 80-тите години од минатиот век. Значи, тоа е суштината, разбирате. А овие две држави соседни, кои имаат свој историски капитал на таа основа, значи, од кога постои бугарското негирање на македонците? Од 150 години, така? Истото е тоа и во Грција. Значи, тие само ја користат со ситуацијата кога Вашингтон има поинакви интереси,
И тие се вклопуваат во тоа и се нивни алатки на Вашингтон. Зарем не мислите договорите, дека за видите, преспанскиот само ше нешто, сите договор договори е така. имавме поддршка во почетокот од САД, а потоа крена Никогаш раце не сме имали. кога видоа дека Никогаш. ние самите сакаме. Ама имавме ние поддршка нивна во рамките на нивните услови, нивните интереси. А американската политика од 1988, 9, 90, да почнеме година, е затворање на македонското прашање, разбирате. Затворање на македонското прашање, значи бришење на македонците. И тоа е апсолутно таа политика која се ќе ви ја документирам со конкретен показател и доказ. И тоа го пишува Денко Малески, која политичка ориентација веројатно ја знаете, тој е на страната на СДСМ, тој е капитулант, тој ја признава и преспански договор и договор со Бугарија и смета дека ние треба да следиме што ќе ни кажат, а не да се бориме на своите интереси. Тој пишува во Фокус од, сега ви кажам, од 24 април оваа година, значи пред 2 месеци, 3 месеци, и вели, тој и председател Григоров беа во Белата куќа во ноември 1992 година, кога Македонија уште не беше примена во Обединетите нации, разбирате. Македонија примија во април 93 година, значи после 6 месеци. И еве што им рекол Скоккрофт. Разбирате, Скоккрофт беше советник за национална безбедност на тогашниот председател, разбирате. Тоа беше Џорџ Буш постариот и тој им го вика Скоккрофт вика започна во Белата куќа, разбирате. Започна разговор за промена на името. Вели дека многу држави го сториле тоа и прави мала пауза по мојот коментар на Денко Малески, Денко го пишува, дека сите до една тоа го сториле од своја добра волја. Значи, ниедна не го променила своето име по диктат, под ултиматум, како во нашиот случај. И еве што им вели тој. Ме загледува, значи Скоккрофт, и ми вели дека и тоа се прави, значи по диктат, кога е во прашање обстанокот на една држава. Тоа е американската политика јасно ставена до знаење на Глигоров и на Малески во ноември 1992 година. Колку Вели, отворено? најотворено. Вели, да, вика, сите држави ги смениле и ги менувале имињата по своја волја, по свое решение, по своја, не знам, иницијатива и така натака. Меѓутоа, кога зависи обстанокот, значи што ни порачуваат американците? Ако не го смените името, нема да обстанете. И тоа се случи. И не заборавајте, сите договори кои ги има подпишано Македонија до сега, од привремената спогодба, да ја подсетам од 95-та година, која е катастрофална, кај нас никој тоа не го свати, меѓутоа дипломатски таа е катастрофална, затоа што тоа е привременна спогодба, значи мора да има трајна. Тоа е нивици. Значи, сите договори... Да, вие не викате Преспа, вие викате Нивица, Не, заради тоа што вие сте Јас сум Преспа, ми не наведуваат Преспа, тоа беше катастрофален предавство на македонските интереси. Разбирате, сите договори, значи од привремената спогодба, од рамковниот договор, разбирате, тој Фрови го донесе од Америка и прво го направија во Призрен албанските партии, нашиве две со Дуи, сегашна, разбирате, што ги зема на своите, појма нема, не знаеш што се работи. Тоа е и Нивици, тоа е договорот со Бугарија, тоа е декларацијата од 99-та година со Бугарија, која подпиша Костов и Љубичо Георгиевски, разбирате. Така да, сите документи се американски. Ова е американска политика и тоа мора да се знае. Дали некоја промена ќе донесе Трамп? Јас не знам, нема индикатори. Нашиве се фалат и факти дека имаат блиски контакти со новата администрација, меѓутоа, ако тоа не го избоксира да дојде до промени на американската политика во однос на Македонија, ништо не направиле. Американската политика од тогаш до денеска ова иста што кажува Скоккрофт. Но кажете ми, дали бевме можеби кусогледи на некој начин, зошто не ги влечевме бугарите ние, наместо да не влечат тие на сега, кога ние ничим изазвани, се извинувам на овој србизам, но така е, се подпишавме дека, тоест нив им се подпишавме дека бугарите немаат никаков проблем со соседите само за да влезат во таа Европска унија. Требаше да ги влечеме до ден денеска. Ма тоа не го наметна американците. Видите, вие првото прашање што го поставивте, Македонија де факто наши грешки, тактички, технички
и суштински имаше и ке има, разбирате. Нема политика што не прави грешки. Меѓутоа Ова е голема грешка. Не, факт е дека веднаш по распад, аз ви кажам, значи, американската порака беше уште во ноември 92 година јас, директно највисокото ниво. Во Америка најблизок советник на председателот е советникот за национална безбедност, тоа беше во тоа време Скокрофт. Значи, тој е креаторот на американската надворешна политика, секојаш бил. После тоа беше Кисинџер и други, така натака и така натака. Значи, тие јасно ставија дека македонска држава во овој тип е неприфатлива. Аз ќе кажам уште еден факт кој нас никој не го кажува. Американците уште во 92 година во март ги признаа како независни држави Словенија, Хрватска и Босна кога имаше војна. Била март 92 година. Во август пратија амбасадори, отвори амбасади. Македонија призна после 2 години. 94-та. Во 95-та година, после овој срамниот договор, привремената спогодба, воспоставија дипломатски односи и амбасадор отворија после година дена и после на година дена и нешто дојде амбасадор. Тој чувениот Хил, разбирате. Значи, ако ти некоја држава, признавањето на дадена нова држава, разбирате, како што беше со другите три, нејзиното воспоставувањето дипломатски односи се технички прашања. Значи, американската страна, после ова што ни го кажа Скокрофт, не беше спремна да ја прифати независната македонска држава. Тоа кај нас никој не го кажува. Сите го кријат тоа. А тоа е факт, разбирате. Тоа се неспорни факти.